Веќе си 1/3 од ова 2019 господово лето го поминав во славна Дебарца. Прошетав во делот Горна Дебарца и во делот Славна Дебарца. Наминав и во Арбиново, низ Деглавје, Белчишта, Злести, Лактиње, Годивље, Ботун. Прошетав низ Славе планина, Караорманско, ги посетив многуте археолошки локалитети, историски места, влегов во делот 30-тината средновековни цркви и манастири, каде што мештаните од овој крај ми ги раскажаа дел од многуте приказни што нивните дедовци, баби им ги раскажувале. Ми се погоди неколкуте аудиовизуелни документарни записи кои ги направив за ова регија да ги направам во летниот период, започнувајќи од Спасовден, продолжувајќи за Довден, Свети Никола Летен, сите свети, Петровден, Свети Илија, Свети Пантелеймон, Голема Богоројца, завршувајќи со Крстовден, каде што не само што бев дел од сенародните празнувања, туку се запознав и со старите адети и обичаи, кои се уште се негуваат меѓу мештаните од оваа регија, не оставајќи ги да бидат покриени од неправедната правна заборавот, како што е и традиционалната манифестација славнодебарска Ѓомлезијада. Дебарца е една област во Западна Македонија во која што гравитира 24 селски населби. Името на оваа населба е од старословенскиот збор Дебр, што значи питома долина Котине. И навистина, кога вие ќе посетите Дебарца, добивате впечаток на една, дека се наоѓате во една природна убавина, која што го полни срцето на секој кој што ќе дојде овдека. Меѓутоа, за жал, населението од овај крај веќе одамна е иселено, така што остана уште неколку села кои што едва живуркаат и нашата имаме иницијатива која што со одредени активности сакаме да воспоставиме нов живот во овие селски населби. Инаку денеска се наоѓаме во селото Годивје, кое што е едно од постарите селски населби во подрачјето на Дебарца, се наоѓа во Горна Дебарца. Името на селото потекнува од машкото име Годислав, Годислав. Се наоѓаат многу такви имиња некаде во средниот век во црковните документи, така што ова село ги има добиено по веројатно првиот жител кој што се населил тука. Ако сакаме да ја бараме основата на формирањето на ова село, тогаш ќе тргнеме од ова место, кое што во народот се вика црквиште, меѓутоа тука се наоѓал манастирот Свети Спас. Еве, веќе со активноста на црковниот одбор од селото Годивје, оваа традиција се обновува и еве денеска се наоѓаме на еден од тие собори каде што имаме народ од Дебарца и од поблиските места од Охрид и така натаму. На ова место почнува формирањето на селото Годивје. Овдека се дојдени првата фамилија, се викале Крилевци. Тоа е голема денеска фамилија во Годивје, меѓутоа тие почнале да се заселуваат тука. Кога дошле тие овде било обрастето со големи дрвја, со шума. И има едно предание кое што кажува. Меѓутоа, од другата страна, кај реката, дошле друга фамилија, тоа се Ѓоковци или Котевци.
тие дошле од местото Војо се вика, а овие Крилевци дошле од местото Грот, тоа се наоѓа некаде горе на Славе планина. Значи, кога дошле овде Крилевци, запалиле оган и после нив доаѓаат Котевци или Ѓоковци. Ѓоковци гледаат дека тука чади и сега се плашат да дојдат кои се не знаат што е тука, кои живеат, кои се тие, која фамилија, кој народ живее тука. Едно време се здружиле, значи се запознале и почнале да го формираат селото. Значи, основата на селото им е Крилевци и Ѓоковци. Мерак ми беше ете што Господ по трет пат и мене ме донесе да дојдам на гости во селото Годилје, поточно речено во Годливскиот манастир Свети Спас, каде што во манастирскиот двор оваа година се одржа оваа традиционална манифестација, а дел од овој народен ритуал преку оваа репортажа ќе се обидам и вам да ви доловам и вие што се вели да бидите дел од него. Во манастирскиот двор дојдов рано, бошне рано, во раните утрински сати. Манастирскиот двор беше празнично уреден. Набрзо во правец на манастирскиот двор се создаде врвулица од народ. На југоисточната страна од манастирскиот двор се наоѓаа претходно подготвените огништа од страна на покровителот на оваа манифестација, општината Дебарца. Секое огниште го сочинуваше од по две пиростии, каде што едната пиростија служи за загревање на вршникот, а другата за тепсија за која се прави ѓомлезето. До едната пиростија од десната незина страна наредени беа ситно исечени суви и дабови гранчиња, од левата страна на другата пиростија се наоѓаат два вршници покриени со пепел, едно мало врекиче пченично првокласно брашно, 2-3 шишиња случогледово масло за мачкање на тепсиите, 2 кутлачки, дузина кутија кибричиња, а на пиростијата 2 бронзени тепсии, а под пиростијата една поголема и една помала маша. На југозападната страна од манастирскиот двор се наоѓаше манастирската трапезарија, која исто така беше празнично уредена, каде што беше сместена надпреварувачката комисија, која имаше задача не само да го прати надпреварот на вештите домајкинки, која поубаво ѓомлезе ќе направи, туку и да ги прогласи трите најдобри ѓомлезиња направени од неуморните домајкинки, а крајниот јужен дел од манастирскиот двор веднаш до манастирската куња беше резервиран за музичарите, додека пак средишниот дел од манастирскиот двор беше наменет за посетителите. Како во минатото, така и сега, празнувањето на било кој поголем празник во селото Годилје, овој сенароден празничен собир започна со утринска богослужба на парохискиот свештеник во манастирската црква Свети Спас. Се отсвети тоа вода со силата, дејството, најдувањето на Светиот Дух, да се помолиме на Господа. Господи помилуј. На слезење од ова вода очисти телното дејство,
на превечната Тројца, да се помолиме на Господа. Господи помилуј. Да биде тоа вода лековита на душите и телата за изгонување секакви непријателски сили, да се помолиме на Господа. Господи помилуј. По славата и чест на светото вознесение ти принесуваме жртва за спасение народот христијански. Велико ми Пресвятија Тројце, Пресвятија Богородице, помагај. Велико ми Пресвятија Тројце, Пресвятија Богородице, помагај. Велико ми Пресвятија Тројце, Пресвятија Богородице, помагај на молитва ми. Святия Отца нашиот, амин. Помилуј не Боже по твојата голема милост и се молиме. Чуј не и помилуј не. Уште се молиме за милост, мирие, здравие, спасение на Боже. Вештите домаќинки, откако ги завршија предпоследните подготовки за правењето на џомлезето, така да речам, се фатија за работа, секоја со својата рецета. На испомош им беа нивните домаќини кои имаа обврска околу огнот, кои се грижеа дали да биде пораспламтен или потивок, и што туку за момените девојчина не само да гледаат, туку да направат и по некоја кора. Џомлезето во нашиве краишта се прави уште турско време. Се уште е енигма од каде точно потекнува името џомлезе. Се уште е енигма од каде точно потекнува џомлезето. Зборот џозлеме има турско потекло, но се верува дека води потекло од арапскиот збор џоз ал мелек, што во превод значи ангелски очи. Се верува дека џомлезето се правело во Охридско и Преспанскиот регион пред доаѓањето на османлиите на Балканот. Џомлезето во другите краишта на Република Македонија се нарекува тури под печи. Состојките не се нешто невообичаено. Брашно, вода и сол. Во Преспанско се додава кисело млеко. Нема стандардна мерка. За една поголема тепсија потребни се до 3 кг брашно, вода и сол. Сето тоа заедно се меша, се додека не се добие потесна смеса за да бидат корите потенки. Потоа се разгорува огништето, над кое се наоѓа пилостијата, на кое се става вршникот кој претходно е покриен со пепел и се грее, а на другата пиростија се става тепсијата во која се прави џомлезето. Потоа, тепсијата се премачкува со масло за јадење, во неја се тура една куклачка од течната маса, која равномерно се распоредува, а врз тепсијата се става загрејаниот вршник. Меѓувреме, додека се пече првата кора, на огнот се става другиот вршник и така се додека не се направи џомлезето. Многу е важно огнот да се одржува силен. Од тоа, меѓу другото, зависи колку време ќе биде потребно за да се направи вкусното јадење. Откако ќе се потроши и последната куклачка од течната маса, последната кора малку повеќе се подпечува. Откако сето ова ќе се направи, ѓомлезето се сече во мали ромбоидни форми,
Потоа се вади пиростијата од огништето, се распостила разгорената жар, врз жарта се стават епсијата со ѓомлезето и се покрива со усветениот вршник, за да убаво се потпечат корите во тавата, ѓомлезето. Почитувани мои, предлагам како вредните домаќинки го правеа ѓомлезето, да погледнете во приложение на оваа репортажа. Да врзете цвета. Зависите цвета. Ако не таспате, не таспате. Ако не 300, 300 одите. От прилика колко? 10, 20, 30, 50? Добри 15. До 20 вари. Некогаш ѓомлезето најчесто се правело само во посебни прилики за важни гости. Ако некому си му отишол на гости и тој ти направил ѓомлезе, значи дека домаќинот многу те почитува. Тоа и јас го почувствував каде што ѓомлезето ме направи малку носталгичен и ме потсети на утрата што мирисаа на нашите рилески питулици печени на вршник, кои ми ги правеше мојата баба Ванка кога бев дете, затоа што тој мирис ми е навлезен во душава. Почитувани мои, на овогодишната традиционална славнодебарска ѓомлезијада сите беа победници. Сите празнуваа. Предлагам и овој пат во продолжение на оваа репортажа да погледнете дел од празнувањето, проследено со музичкиот колорит и непрегледното славнодебарско оро. Познам председател на црковниот одбор господинот. Ете така. Јас мислам дека наградите отидоа во вистински раце, а доказ за тоа што ми се чини дека 10 минути ѓомлезето се продаде на сите под еднакво 12 на преварувачки. Честитки уште еднаш. Сум Цветко Димовски, роден во село Лактиње, 46 година. Излегов од Македонија 64 година за Канада. И тамо остане до денес. До денес. Во кое место живеете во Канада? Во Торонто. Ајде лага сега да направите една споредба, кога ќе чуете наша песна убава македонска, кога ќе го видите орото наше македонско, кога ќе поите на нашите свадби македонски и кога ќе да оде во Македонија. Се радува ли душата? Многу, од срце. Цел македонец, од петит па до глава горе. Кога ќе дојдеш одека во Македонија, во твоето родно место, се радува ли душата? Многу, многу. Мојата куќа кај се роди во Лактиње, постои ли уште? Уште постои, ево е близу 100 години имат и уште постои. Од твојата фамилија одека во Лактиње имате ли? Имаме доста. Кој ќе се бие? Па ево имаме. Здравко, Давид, Миле, сите таму речиси. Многу има, без да ги пројдем. Повеќе. Хоće im poracati na site naše makedonci kadi da se noja, da li je ubavo da se dojde doma onom kada su se rodile, zato što bila starite, ubavo mesto rodното nema nikade. Јас му порачувам на сите наши да се вратат во родното место и да видат што е ова убавина, што го нема во светот. Родното место е секогаш за секогаш. Vi se radovali dušo da ovo što ste ovde? Многу. Vi se radovali dušo da koga će čujete ova ubava pesna naša makedonska? Секогаш и ова го пулиме во село Голевје, денеска што беше ова. Ова нешто значи. Спеде спаса, ја. Тук ovako jedno mi rekao, ajde da se hvatime na orото, цел народ е тука, ќе одиме ли заедно? Заедно сите да живеем Македонија.
на цел свет, секаде. Како што велат моите домајќини од славнодебарското село Годилје, а детите, обичаите, свадбите, крештевките, селските, зимските и крсните куќни слави го одржал овој народ во ова место. Каде да се наоѓа нашите соселани, било во Македонија, било во Америка, Австралија, Европа, Канада, тие никогаш не го забораваат своето родно огниште, својот роден крај, својата славна Дебарца, затоа што, како што велат селаните од селото Годилје, убаво место од родното нема никаде. Primavera, za svete vas. Volena žama, mamo, mori, srce mi gori, srce mi gori, mamo, Milka ne mi zbori. Milke, dušo, srce mi gori, mamo, Milka ne mi zbori. Milke, dušo, srce mi gori, mamo, Milka ne mi zbori. Opa! На мојот престој во Долна Дебарца му се ближеше крајот. Моите домајќини од славна Дебарца не ме пуштаа да се заминам се додека од една од многуте тепси со џомлезе не го изедов престанатото парче џомлезе, кое тоа го сторив според стариот адет и обичај со гребење на последното парче. Од кај Славе планина, сонцето срамежливо циркаше, навестувајќи ја преки вечерината во славна Дебарца. Си заминав од славна Дебарца со ветување што им го дадов на моите домајќини од овој крај, дека пак ќе дојдам овдека на празникот, на што туку неодамна започнатиот во изградба манастир Свети Пантелеймон, само Господ на сите нам здравје да ни даде.